дојдовте во нов Аснам. Цензурата е многу позната на нашите простори. Таа се појавува до децении, ја би кажал, а многу беше изразена во време на комунизмот, кога имавме една-две телевизиски програми, 3-4 национални радија и неколку општински радија, преку кое што се контролираше таа иста порака. Меѓутоа, со демократизацијата и наизглед експлозијата на многу и телевизиски, радио, веб портали, наизглед секој може секој да каже, особено со социјалните мрежи, но сепак цензурата која почнува да си има своји корени и уште од самото етаблирање на Република Македонија. Познат пример е господинот Фрчковски, кој има цензурирано и протерувано луѓе од Македонија, активисти на ВМРО ДПМН, кои подоцна имаат азил барано и добиено од Канада. Јас лично го имам тоа видено тој документ. Подоцна, со развивањето на демократијата и цензурата е нешто што постојано ни провејува на овие простори, без разлика колку и да имаме така наречени напредок во нашата демократија, парламентарна демократија и медиумска слобода. Таа произлезта е и присутна и ден денеска, иако сме НАТО земја членка, иако сме асоцијативна членка на Европската Унија, спремни за преговори и каде што сме под една агенда за Западен Балкан за реформа на правосудството. Денеска мој драг гостин е господинот Ѓорги Илиевски, кој што беше цензуриран оваа недела. Ѓорги, благодарам што дојде. Благодарам и вас. Многу ми е драго што вие ми се јавивте и ми кажавте приказната околу цензурата што се случува, а тоа е една срамен потек од одреден веб портал и медиум кој вие имавте доста соработка, а насоката е таа да не се прикаже вистината. Можете да ни кажете нешто повеќе? Морам да кажам со едно големо жалење. Јас во порталот Нетпрес повеќе од 5 години работам и многу соработка таму имам. Дали за финансиска надоклада работите? Јас? Да. Јас чисто со мојата душа давам се од себе за развојот на тој независен портал. Значи, вие го работите од љубов, без финансиска надоклади, за да се познае вистината таму. И каде што сум објавувал, не само во Нетпрес, туку и во Нова Македонија, во mkd.mk, во nacional.mk и во други. Охридски, гледам, сте пишували. Така и во Охридски, и сето тоа што сум пишувал, никаде, уствари, не сум ни побарал. Не ми паѓало на памет да побарам финансиски средства или некоја надокнада. Напротив, и ден денеска, кај што има потреба од помош на било кој што се засегнати, со образовен криминал, со други работи, секогаш помакам без разлика кое што е, без никаква надокнада. И секојаш тоа отворено сум му кажувал дека сакам да помогнам на секој кој што има проблеми. Значи, без не суштината во парата. Суштината е во духот. Духот и вистината. И вистината. Точно. Така да бев премногу изненаден кога пред неколку дена мојата колумна објавена во Нетпрес, а во врска со насловот, семоćниот Бранко Лазевски го постави професорот Маријан Ѓуровски за председател на формираниот совет за унапредување на образованието. Тој совет е во рамките на Стопанската комора на Македонија. Кога сето ова јас го разгледав и го видов, бев чудоневиден. Председател на тој совет за унапредување на високото образование со бизнис заедницата, вклопеноста,
вклучувањето на високото образование во дуалното образование со компаниите, со бизнисот и така натака, го прочитав и видов дека председател чудо невиден, тој е голем срам, чудо невиден, да биде професор Маријан Ѓуровски. Зошто голем срам? Прво, тој професор има мигнато, што сум го пишувал тоа во моите книги, каде бил уште во периодот кога на владот Бучковски, бил потпарол. Значи, делувал, работел и така натака. И го има во многу Google дека тој како асистент, како студент и така натака, препишувал на испит. И тоа се случува некаде 2005-2006, така отприлика. Да, јас Да. да направив истражување исто на интернет и 2006 година има чланак во Така. Ти реков ми рече, Така. каде што господинот Маријан Ѓуровски, Така. кој беше исто така председател на акредитација за високото образование, Така, во професор одборот за акредитација на во високо одборот, образование, да, и тоа поставен сега во времето на владата на Димитар Ковачевски, да, Ковачевски. а сега е сега е назначен уште од стои, Бранко уште Азевски. стои како член, Да. а сега е назначен лично, значи во Советот председател назначен од Бранко Азевски. Да видиме, јас најдов цитат. Да. Мора да го прочитам ова, нема за да проблем. видат гледачите за каков студент се работи. Кога професор, значи ова е од текст од 2006 година. Така. Кога професорката Билјана Ванковска му ставила 6 во индексот, Ѓуровски збеснал и ја обвинил дека го шиканира за тоа што тој работел за владата. Дрско препишуваше на испитот, неколку пати асистентката му ја зеде книгата, а тој стануваше и си ја зимаше. Срамота е советникот на премиерот да не може да го научи политичкиот систем на Македонија. Се извинувам, значи премиерот во времето на Бучковски. Да, Така. значи, да. Значи он бил советник на премиерот на Бучковски, препишувал препишувал и така едва и добил 6. јакиот Да. експерт во наводници. Е сега тој човек Тој човек сега беше председател на одбор за акредитација и председател на одборот сега за е назначен. акредитација и сега Е назначен. по сменувањето, ама пак стои, ако проверите, стои како член во одбор за акредитација. Сега председател ми се чини на одбор за акредитација е професор доктор Зоран Марков од владата, назначен од владата на Македонија. Значи, а Маријан Ѓуровски уште стои дека е член од владата на Република Македонија. Уште стои. И истиот тој, значи, и е член во одбор за акредитација и е председател, пазите, председател на Советот за унапредување на високото образование со бизнис заедницата, со вклученоста во високото образование, активностите кои што тој треба да ги прави, ако што нема поима од бизнис, од кам нешто што е стопански и така натака. Во тој совет се вклучени и други професори, што за другите професори немам некои забелешки кога ги видов, но за овај да, затоа што јас и во мојата колумна, која што ја пишував, го напишав токму тоа. Прво тоа што вие го прочитавте, што го има, понатака тој е од асистент се вработува во факултетот за безбедност. На факултетот за безбедност, таму работи. Од таму се префрла да биде проректор на универзитетот, Битолскиот универзитет, проректор. Не знам, важно е проректор. Од таму се има доста пропусти. Јас за тоа пишував за делот каде што во тој период кога е ректор
Сашо Коруновски, тој како проректор, неколку проректори, декан, генерален секретар, земале парични средства од фондот за развој на универзитетот. Тој фонд за развој на универзитетот е да се развива универзитетот. Тие земале пари. Почнувајќи од самиот директор, ректорите, меѓу кој е и овој така наречен експерт, кој што земал исто така парични средства, а тие парични средства се од можат да се проверат во опен Јавни финансии, јавни на финансии, веб страна, така да. го има сето тоа и едноставно има едни други ситуации каде што експресно после тоа се префрла на филозофскиот факултет, на факултетот за безбедност на филозофски факултет, Институт за мировни студии, кога во тој период професор доктор Радко Дуев е декан, а негова десна рака е професорот Оливер Баклевски од истиот тој институт. Морам да потенцирам дека не само тоа, тој е и надворешен советник на министерката, министерката Славјанка Петровска, Да, во Министерството за одбрана. По добиените податоци од Министерството за одбрана, кога министер за одбрана била Славјанка, како што напоменав, од 2022 до 2024 година, му префрлила по 50.000 денари. За советување. За советување, за безбедноста, за не знам што и така натака. Со што го оштетиле буџетот за некаде од 21.000 евра. Тогаш, кога го пишував ова, барав и одговор од јавноста, но од таков одговор не добив. И дали ќе има одговорност, треба да се види. Понатака, господинот, така наречен експерт Маријан Ѓуровски, во периодот од 2002 до 2006 година, му префрлувале по 6.500 денари во периодот кога председател на Република Македонија бил Стево Пендаровски. Исто како доказ ова се во отворените финансии што можат да се проверат. Да. Кажи ми сега малце, јас сакав поише да те значи тебе ти ја забранија твојата колумна на Нетпрес и ти кога ми ја прати, јас не можев да ја видам воопшто, за да после излезе новата колумна на Бранко Азески. Знаете, јас во сите овие во ова колумна со факти и аргументи сум потврдил. И на крајот таму спомнувам исто така каде што го заборело Бранко Азески, каде што не смееш да го спомниш. Значи, пазите, во едно демократско општество секој има право да говори и да ја кажува отвореноста од јавен интерес. Овие ситуации што се случуваат е од јавен интерес, каде што треба да се позанимаваат. Аз сум ги доставил уште 5-3 години за тие финансии што ги земале проректорите и така натака, меѓу кои овај Маријан Ѓуровски, до Државната комисија за спречување на корупција, до јавното вницество во Битола и до другите институции. До ден денес нема никаков одговор. До ден денес нема никаков одговор за ваквото нешто. Понатака, како така наречен експерт за акредитација, председател и така, ние гледаме што ни се случува во Одборот за акредитација. Во периодот кога тој е председател, ние имаме многу акредитирани работи, многу привилегии. Неговото излегување и одење до Американ коледж, каде таму делувал и работел неговиот премиер Димитар Ковачевски. Таму исто така делувал и работел председателот, екс-председателот Стево Пендаровски. Тој го форсира тој Американ коледж и така натака и се слика и со многу други така натака
близо кај соработува со министерката Јаневска. И оттука гледаме дека тој плива во сите бои плива. Опозициони, позициони и така натака, и успешно плива. Во овие рамки го спомнувам и Бранко Азевски, кој што како многу добро плива. Вечниот председател на Стопанската комора. 64 годишниот Бранко Азевски, кој што јас сум малце повозрасен од него и сум ги согледал многу работи во тој период, како се пробивале тие деца кои што биле председатели на младинската социјалистичка Македонија, па Југославија и така натака, и привилегиите кои што ги имале за делување и работење. Како и Бранко, Маријан Ѓуровски, така и асистент кој што завршил правен факултет на Јустијан Први. Се јавува после како што ме гледа асистент и прво се вработува на факултетот за безбедност. Така, безбедност во тогашниот период кога декан е Камбовски. Тогаш се знаело кој може да работи во безбедност, да бидат асистенти, професори и така натака, и нивното вработување во структурите на безбедност. И јас читајќи го сето ова, само напишав. И напишав дека во подолг за неговата биографија може да прочитаат, ако има тоа, не е тоа тајна, ништо ја од таму не земам, него јас само потенцирам дека го има во Охридски ком Бранко Азевски биографијата на длабоката држава. Значи, од тој период како се делувало и работело. Да, имате таму дека он го има поддржано Зоран Заев во промена на името, ја тоа мислам. Тој е риба кој што работи во времето на Зоран Заев, вика не се секре, бизнисот ќе биде, ти има селосна поддршка од компаниите и така натака. Сега истото го кажува и на актуелниот премиер. Не се секирајте, вие имате и едноставно се става во позиција да биде на премиер, на председател, дека тој е тој кој што ќе ги следува односите во Македонија. Јас го поставувам отворено прашањето. Дали Државниот завод за ревизија има право да го провери работењето и делувањето на Стопанската комора на Македонија? Нивното делување и работење. Од и вака поставени, вака по мене сомнеш, делење на пари на така нарешени независни портали, како овој сега што ми се јавува. Жално ми е, прво морам да кажам за одговорниот уредник Дејан Николовски, што сме тем добри пријатели. Точно, фин човек, прекрасен човек. Едноставно вика, Ѓорѓи, јави се на директорката Лидија Станчевска Кумева. И ја побарувам, што е работава? Зошто колумната ми е одбиена? Односно, ми е остранета ја нема. Отворено ми кажа, Охридска линија, едно друго, се јавил господинот Азевски да биде мојата колумна тргната. Значи, што е? Ја викам, што значи ова? Ова значи цензура. А не е цензура тоа. Не, тоа не е цензура, вика. Ова е, вика, само едноставно, знаете, ние сме комши во Охрид. Па јас сум исто ти викам комши од Дебар. Ако е така комши. Колумната мора да се знае. Да знае и директорката на Нетпрес. Да знаат и сите. Ако е нешто, тоа е ставовите изработени во рубриката на колумни и така натака, што јас пишувам, и таму стои и во секој портал стои. Дека е тоа се лични ставови на авторот. И тие ставови
Значи, не ја одразувате уредувачката политика, значи На едноставно самиот портал. на Јасно самиот е сето портал. тоа. Не, општо. Ако нешто не е во ред, може слободно Бранко Азевски, Маријан Ѓуровски да пишува контра, реакција, демант и така натака. Ваквиот чин да после една 2 дена, 3, повторно во Нетпрес колумната да излезе колумната на Бранко Азевски, да, нови инвестиции, нова регулатива, нови регионални иницијативи и така натака, што е негово легитимно право. Дали јас се сложувам или тоа е ирелевантно. Ако не се сложувам, имам право да кажам зошто не се сложувам или се сложувам, но треба и едно друго. Но ваквиот чин на повлекување на мојата колумна е чин на недемократски однос, чин на моје сопирање од јавното мислење, на говорење, што е чин на антидемократијата. Апсолутно. И извини, Иако знаете, граѓанско право имам да се изкажам. Граѓанско право и тој што не му се допаѓа да се искаже. Зошто не му се допаѓа? Дали е тоа така или не е така? И можеме да водиме диалог и можеме да водиме дебата. Бидејќи Бранко Азевски имал, слушам во Стопанската комора и негов портал, па нека ме покани, нека да седиме да разговараме. Подкаст, мислам. Подкаст нешто, така, имал. Па ако? Јас сум демократ. Јас не бегам од вистината. Ама вистината во очи. Моите родители биле обични работници. Немале привилегија во животот. Не школувале со пот. Ниту биле началници на УДБА, ниту биле не знам што, ниту биле кодошки на државата. Туку од таквите структури, кои што сме имале македонската кауза, ВМРО-вска кауза, сме биле прогонувани, следени и така натака. Зарем и денеска треба да бидам следен? Затоа што имам македонска кауза, што ја сакам македонштината и Македонија. Зарем може вакво нешто да се случува? И сега згоре на тоа, пазите, господинот, Советот го прави и по негова иницијатива да дојде господинот Маријан Ѓуровски. Што тоа значи? Што тоа значи? Со ваквото нешто, со ваквиот чин, треба да се позанимаваат институциите. Да се позанимаваат. Овој 64 годишен човек, морам така да кажам, бидејќи јас повозрасен од него, ваков чин да направи во една Македонија, демократска, тој сака да направи чин на недемократизација во Македонија. Прави штета на Македонија како Тоа држава. не мислеа кои удбашки методи што... Па тоа се удбашки методи. Тоа се школи удбашки. Сојузната удба и така натака. Вие кажувате дека татко му бил... Не кажувам. Да. Јас не кажувам. Нека го почитаат тоа што го читам во открит днес. Нека се отворат архивите. Нека се откриваат архивите за него и за други, па и за моето семејство нека се открие. Нека се открие. Ама нема што се открие. Јас се борам токму за вистината. Јас сум изненаден токму од уредувачката политика што ја води директорката на Нетпрес. Не од одговорниот уредник. Не. И многу други што ми се јави од Стопанската комора беа изненадени од ваквиот чин што тој лично го предложил Маријан Ѓуровски. Оставам на институциите да го проверат тоа. Зошто Маријан Ѓуровски? Што е поентата? Кога тој се занимава со некои безбедносни работи, со не знам што други работи, што нема врска со
образованието, значи, по мерка на бизнисот. Јас за образованието по мерка на бизнисот, Слободна комора, сум пишувал во продолженија во Нова Македонија. И сум ја пофалувал, има таму една прекрасна Наташа Јаневска. Прекрасна, кој што делува и работи и има голем придонес за образованието во основното, за средното и така, за дуалното образование. Напорот кој што се планира за високото образование, ништо не е ново. Ми се јавија многу професори и декани, објаснувајќи го тоа. Тие и сега работаат во високото образование, каде што се вклучени и во бизнисот, во компаниите, кои што се од потреба за институциите. Дали е тоа, зборуваме се за градежниот факултет, архитектонскиот факултет, дали е тоа од природните науки, медицинските, дали е тоа машински, електро, па дури и правните, и они обштествените. Затоа што знаете, на правниот факултет студентите одат по судовите да пратат, да следат судења. Економисите исто така работаат, делуваат и по компаниите. Да не зборуваме за книговодители, така, да не зборуваме. IT техничари. А тука имаме и вклученост на заедничката комора. Јас тука се поддржувам. Но не можам да го поддржам овој чин. Значи, вие поддржувате иницијативата да се состави такво тело, меѓутоа се спротивувате човек по принцип, и вака имам осет наше дете, како што е господинот Ѓуровски, кој препишувал за време на своите студентски денови, дека бил советник на бившиот премиер Бучковски, да биде назначен за председател на тоа. Лично за него, точно. Да. Од поаѓајќи од сите овие моменти што ги имам. И господинот А што му фали, пример, што му фали, да речеме, на Маријан Бојаджиев, или да речеме што му фали на професор, да речеме, од економски факултет кој што се занимава со бизнисот, и вклученоста на сите ти работи. Значи, имаме ние стручни луѓе. Ваквиот чин е само паралелно на Одборот за акредитација и евалуација и во делот на ова што се случува сега, значи со поставувањето, со назначување дека ние сега ќе ја почнеме таа кампања. Не е точно. Владата на Република Македонија, деновиве гледаме премиерот Мицковски, кај беше и во Турција, се разговори со стопанственици, со едно друго за бизниси што треба да бидат. Па нашите факултети и те како се вклучени во тој дел, студентите да одат, значи, не само праксата да се одржува таму, што се имаат тие задолженија го имаат од порано, и вклучување во тие современи лаборатории кои што се многу потребни. Тоа се прави. Но вие да го изолирате високото образование, на таа седница да не го повикате премиерот, да не ја повикате министерката за образование и наука, да се седне да се разговара. И сега да те прашам, апропо на твојата колумна, господинот Азески, кој очигледно, како што наведувате вие, бил, уште има однос со Камбовски, доека бил ректор, оној му бил асистент на факултетот за безбедност. Така е моето разбирање. Види, тој во 88 година, во период кога се формира факултетот за безбедност, не може секој да биде таму запишан. Овие ликови нон-стоп ни се проветруваат низ целата транзиција и до ден денес се коренет. Пазите што е уствари, опасно е. Да, видите, и Камбовски, негова лична одговорност е системот во кој што го живееме ние, од едукативниот од било кој. Исто така и господинот Бранко, вечниот председател. Па видите, значи он као некој спотери си играат, ставени на функции Камбовски го има повеќе години во Одборот за акредитација. Па сега ми се чини променет од Одборот за акредитација во Одборот за евалуација. Тоа се менува едни исти луѓе од Одбор за акредитација, во Одбор за евалуација,
и високото А образование резултатите се познати. нула. 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 И тие се контрибутори и Така. придонесувачи на оваа ситуација Точно, која се. точно. Јас се прашувам кога ќе ги видиме да се пензионираат. Знаете, Не знам да се тргнат, Да. зашто има нови луѓе кои сакаат. Точно. А башка заради тие луѓе, прогресот го немаме ние. Си одилуваат луѓе, масовно имаме селење на младите кои сакаат да се доцираат во добри школи. Не Да. гледаат, никој не е будала да седи овдека, освен оние кои што стварно се во многу лоша економска позиција и за да останат тука и од нема и каде да седат тука. Така ми изгледаат работите. Меѓутоа, уште едно, ова сакам само, морам да кажам дека во неговата колумна, која е доста интересна, господинот Тадаски вика дека вештини во високо образование. Вика, после успешната реформа со дуалното средно образование, конечно го отворивме и прашањето за вештините во високото образование. Тоа значи дека по донесувањето на законот за високо образование, активностите на бизнис заедницата ќе се заокружи системот во кој конечно образованието ќе се стави во функција на бизнисот и ќе се образува кадар потребен за остварувањето на неговата функција. Лага, тоа е лага. Еве, тоа е лага. Зошто лага? Точно е дека за основното образование имаше еден голем континуитет. Уште 90-тите години како посекретар за образование, кога германската комора дојде во Македонија за преквалификација и квалификација на високото образование, односно граѓанско образование. И од тога се делуваше и работеше. Германската комора, австриската комора, швајцарската комора, секогаш стоеле на располагање да ни помогнат. Да ни помогнат. Додека не се направија системските промени, со донесувањето на законот за средното стручно образование, ние делува и работа и во основното и средното, но мако трпно. Со донесувањето на законот за средно стручно образование се средија многу моменти на делување и работење. Само како податок да знаете, еве, јас сето тоа сум го пишувал. И голема благодарност изразувам на лицето кој што беше координатор во Стопанската комора Наташа Јаневска. Фактите говорат. И покрај тешките ситуации, делувањето и работењето било вакво. Од 2021 до 2025 со донесувањето на законот за средно стручно образование и посредно образование се направени големи исчекори. А тоа значи зголемен процент имаме на запишани ученици во средното образование, стручно образование и обука од 64 на 70% од вкупниот број ученици, што не е мала работа. Значи од 2021 до 2025 година. Потоа зголемен број на вклучени компании од 16 на 600. Од 2021 16 на 600 2025 сега ќе биде може и повеќе. И тоа никој не е против тие такви активности што треба да биде. Вклученоста на пазарот на трудот со средното и вработувањата, да не ни бегаат децата надвор од Македонија. Зголем број на дуални паралелки од 11 на 259 2025. Зголем број на офатени квалификации од 4 во 2 сектора на 78 квалификации во 14 сектори. Зголемен број на сертифицирани ментори, пазите сега, зголемен број на сертифицирани ментори за практична обука од 450 на 1500 имаме. Тоа зборувам за фирмите кои што офаќаат, кај што одат децава со средно стручно образование. Да. Така. Зголемен број на верификувани компании за практична обука на учениците од 10 на 200. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека за сето тоа си има една постапка. Во законот за високо образование, што треба да се знае и да не се манипулира. Да се донесе, да. Да, еве го, ова е предлог закон. И овој предлог закон има измени. И уште не знаеме што ќе се донесе кога ќе биде пред парламентот.
дали ќе има измени, дополнување. Но сакам да кажам од таа студиска програма каде што повеќе пати сум напоменал. Во Законот за високо образование ги нема насловните звања. Насловните звања, насловен доцент, насловен вореден и така натака. Што тоа значи? Насловните доценти претежно доаѓаат од јавниот сектор, од компаниите и така натака. За да ние го вклучиме високото знание во тие компании, ние треба да имаме квалификувани ментори со лиценци, како што имаме во средното образование за обука во компаниите. Такво нешто ние немаме. И не познаваме. Ние треба да се седни, да се направи системски дел. Еве што стои. Во членот 132. Само за да знае македонската јавност. Во ставот 4. Задолжителните наставни предмети по студиската програма треба да бидат од соодветната област на единицата, на универзитетот, односно на внатрешната организациона единица, институт, катедра, оддел. Ставот 5. Овие два момента се важни, ставот 5 и ставот 6, има и други, но ова сакам. Во ставот 5, практичната настава во задолжителните наставни предмети во втората половина од студиите, а втора половина од студиите се после втора година. Советно треба да бидат, не, се извинувам, во втората половина од студиите, на студиските програми, од прв циклус на студии, значи до дипломски, за подрачјата, каде што е тоа применливо, од 20% до 40% по правило се реализира вон високообразовната установа, односно во стопанството, јавниот сектор и слично. Овде сега треба да се тоа да уреди законски или со подзаконски акти како машинскиот факултет, електрофакултетот, информатичките студии, технолошко-металуршките, природните и така натака. Како тие ќе се распоредат? Кога ќе се распоредат? Мора тие да имаат, значи, квалификувани ментори. Кои се тие квалификувани ментори? Како што ги имаме сега во средното стручно образование. Ова тоа го немаме. Кои ќе бидат ментори? Тие професори по студиски програми, да, но менторите кои што треба да бидат во компаниите тамо, затоа што викаме да имаме дуално образование. Дуалното образование што подразбира за македонската јавност? Покрај теоретската настава што ќе се изведува. Мора да има и практичен дел, со број на часови. Со сите ти работи. Да. И таму си има други редоследи. Ако сте активирани како студент во таа компанија, мора да бидете и платени. Да се согледа исхрана и така. И од колку до колку часот. Значи си има свој ред, си има своји предности. Значи одека ништо тоа не е наведено. Не. Оно е само провејува во законот, но не е доуредено. Не е доуредено, а ова и сега тука се кочопери Бранко Асески, знаете, кој ќе седне и едноставно мислите дека е на закон, на се. Не. Нека седне со мене да разговара за овие работи. Премиерот е премногу скромен, премногу културен. Мене да ме фати за рака, рече седни тука, има да добие тоа што треба да добие. Не може. Треба да седне да знае како е тој дојден. 20 и нешто години е таму председател. Треба да се приспитаат многу работи. Затоа што има и многу реакции што реагираат, што сакаат да бидат анонимни. Затоа што ако се спротивстават, вратата е надвор. Ова стопанска комора е газата е еден. Јас се го поставам прашањето дали е ова приватна или што е, како е. Не сме да говорат. Не сме да говорат и тие што се таму вработени. Молим те, немој тие работи, не шепкај, не ти треба. Затоа ја пишував ова работа. И наместо да се обелоденат работите, што се случува? Понатака, ставот 6.
практичната настава во задолжителните наставни предмети, во стручните студии, пазите, овие се општи стручните студии. На студиски програми од прв циклус студии на подрачјата каде што има применливо, може да се изведува како дуално образование. Дуално образование под менторство на стручни лица. Ова сега што го зборував. Значи, дуалното образование под менторство на стручни лица од реалниот сектор и ментор од Советната студиска програма на универзитетот. Ментор се знае, професорот што ќе се биде по таа. Но овие ментори што ќе бидат од тие компании треба да имаат квалификации, треба да имаат сертификати, треба да бидат регистрирани сите тие работи. Такво нешто нема. Како ќе се почне? Да, наведено е овде, но не е наведено како што е во законот за средно стручно образование и по завршувањето што ќе биде и неговото вработување. Јас сум бил во Германија, сум посетил многу такви фирми како подсекретар за образование. 98-9 година. Тогаш ми беше министер Нена Новковски. И тогаш се делуваше, се работеше во тој дел. Сега почнува да се системски да се следува. А што е битно? Значи законито. Вие не можете студентот да го пратите некаде, да нема контрола. Ментор што му е од соодветниот предмет, од студиската програма, и таму што бидат ментори стручни и квалификувани. Како ќе го воведат? Како ќе го воведат? Такво нешто имаме во Германија, а овие нашиве не знаат или знаат, ама така им чини, но сакат да дадат повеќе публикација. Еве ние сега како ќе правиме нешто ново. Ќе правиме, да, тоа е потребно, но мора да се среди. Нека дојдат, еве. Значи ова како што вас ве разбирам, само една голема медиумска помпа, каде што господинот Азевски во неколку медиуми најавува дека има имплементација во новиот систем на работа во дуално образование, ќе има и во високото образование, а без при тоа законот да доуреди и да ги реши деталите како тоа ќе се имплементира. Тоа ми изгледа дека ќе имаме еден нефункционален закон кој тешко ќе може да се имплементира во реалниот сектор. Знаете што? Значи се прави нешто што е неефикасно, Пазите, некомплетирано и недоречено. Пазите, А во медиумите имаме хвалоспеви дека тоа е решено. Тоа е пиар. Да. Тоа е фалење, а ништо. Прашајте ги професорите, деканите на факултети, ќе ви објаснат. Дали ова што е нешто ново, дали до сега сте имале? Јас сум пишувал и за машинскиот, и за електро, за ветеринарниот факултет, сум пишувал за фармацевскиот. Пазите, си има доста и обуки, соработки со стручните компании. Награжден факултет. Многу компании се вклучени. Таму се вклучени студентите. Се занимаваат со многу работи. Наградежниот факултет или на електро или на било што и ги финансираат факултети. Ги финансираат тие студенти што се потребни за пазарот и дури имаат соработка. И тоа е многу добра работа. Со странски исто компании. Заемни соработки и размена на студенти. Не тоа. И еве овде во ставот 9 од членот 132. Студентите на прв циклус во текот на студиите задолжително изведува пракса надвор од високообразователни установи. Точно. И тоа се применува. Пракси има. Не ова нешто ново. Значи, која не може да биде пократко од 30 дена. Како еден од условите за дипломирање. Значи, и овие биле и порано, не сега ова што ќе открие топла вода. Тој сега го сака да каже, еве, ние како Стопанска комора. Да, вие како Стопанска комора, но вие мора да соработувате со Министерството за образование и наука. Вие мора да соработувате со Министерството за економија. Вие мора да соработувате со Министерството за земјоделие и така натака. Со сите структури. Таа взаемност. Не можете вие да бидете над. Те разбирам. Сега, благодарам многу што го елаборираше
твојот цензуриран текст, каде може дали некој друг ти го одбијави текстот? Да, текстот ми го објави Каде може да се најде, ако сака? во nacional.mk, тамо ми објавен, тамо стои. Има и Охридски, ја видов, Да, има, паралелна да, колумна. има и да. Деновиве ме повикуваат да седнам и на еден така разговор да видам со Советот за етика. Значи, во врска со тоа, јас сум против. Јас целосно ги поддржувам новинарите. Кога мене ми се покрена постапка од јавен интерес, кога ги открив криминалите на министерот за образование и наука Арбе Радеме, кога го открив криминалот, образовен зборам, криминалот на заменик министерот во тој период Агим Нухију и многу други. Најголема поддршка добив од новинарите. Јас, новинарот е совест на јавноста. Ваквиот притисок е притисок од некоја присила, што не треба да биде. Моќта. Сега тука има разни спекулации, па да, види, така има сомнеш, ќе фрли пари. Да, тој може да си фрли пари. Имаме комерцијални текстови, и ќе си плати, нека се го даде. Но не да се даде, види, спомнато е моето име. Па јас во многу колумни го спомнувам и премиерот, и председател на државата, ама никогаш Министерката за образование, министерката за образование и директно ја наведува. Така, никогаш не могло да се побара, ајде сега цензура ми го спомна името. Ако има нешто, можеме и да седниме. Господинот еве го повикувам да седниме да разговараме. И тоа јавно од неговата подкаст, што го има. Отворено да проговориме нешто. Јас со Панската комора сум ја пишувал за дуалното образование, за напорите што се прават. Јас еве пак ја повторам. Прекрасна особа која што делува и работи, има еден голем придонес, тоа е Наташа Јаневска, таму што работи. Не дека нема и други. Да, со нејзе најверојатно си имате добра соработка, добро искуство. Да. Ја мислам дека многу добро ја елаборираше твојата позиција, ја објасни твојот став и благодарам многу што апсолутно одлично го елаборираше овој став. Нашите врати се овдека секогаш отворени да се кажува вистината и ништо друго, без разлика какви и да е таа. Мене како што ми изгледа, ова е нешто што е очајнички обид за да се задржат тие позиции што веќе се имаат толку голем број години и да се полека дадат на луѓе по принципот наше дете. Они не се сигурни ќе ги продолжат. Па види, една работа. Јас морам да кажам, Саше, тешко ми паѓа кога станува збор за Македонија. Да, ваквиот чин. Ние мислиме дека ова што се случува, ова што јас реагирам, ова што пишувам и така натака, не го следат и други портали, како домашни, така и странски. Да не мислиме дека не го следат и амбасадорите. Ја во периодот кога мене ме малтретира, кога ми покрева дисциплински постапки, кога ме шиканира, додам, не дам кај да работам и така натака, издржав. Духот не ми го скршија. И сега не може да ми го скршат. Но не смееме да ја ставиме како заложник Македонија, татковината. Ние се залагаме за демократски принципи. Право на секој. Да се право, искаже. меритократија, професионалност и така натаму. А гледам дека студентите што препишуваат сега се одговорни за развој на едукацијата. И тоа е само уште еден доказ дека нема да имаме промени се додека не дојдат некои нови луѓе со искрени намери што сакаат да. Јас се благодарам многу што дојде, беше наш гостин. И благодарам што ја кажа оваа вистина што дефинитивно и цензурата што се случува врз тебе апсолутно е неприфатлива. Секој треба да си ја каже својот
својот став, без разлика колку да тој од јавен ова интерес. е дефинитивно од јавен интерес. Од јавен интерес е. Тоа е питната Секогаш работа. си добре дојден гостин овдека за да си окажеш своето. А вашата колумна, значи, може во Национал да се најде, има добра во Охридски исто така, каде што Таму не знам дали е. од не оваа, меѓутоа за И во анализа имате објавено и во Facebook. Да, и на Facebook, да. На Facebook ми е објавено и многу им благодарам што добив една голема популарност току и на Facebook и сегде што реагира на такво нешто. Тука мене ми е жал. Не може Македонија да биде заложник за некакви вакви работи, за некакви надзаконски личности, кои што мислат дека се недопирливи и се моćни, и дека ако се спомни веднаш да се ски, јас ќе ти дадам пари само да нема таа колумна. Не е тоа. Тоа е многу голем удар за Македонија, за демократијата, а тоа се случува, има доста автори кои што пишувале, не сакам сега да спомнувам тоа. Значи, не може да бидеме ние тоталитаристи. Со ваквиот чин, автототалитаризам, неможност за да се пишува да се прикрија сите тие моменти што треба да бидат, затоа што сум јас тој кој што треба да бидам важен, јас сум тој што давам пари, чии пари дава. Затоа го повикувам Државниот завод за ревизија, Државната управа за финансии, органите за безбедност при Македонија, се тоа да го имат во предвид. Зошто вакви поделби на подобни неподобни? Уште во овој период сме подобни неподобни. Апсолутно. Пазите, Тоа е подобни и апсолутно неподобни. нормално, види. Да. Апсолутно нормално и Јас тоа сум подобен за Македонија. да. Тоа е. Таквите се неподобни за овој либерално хегемонистички систем. Јас сум за... Без разлика кој да е, Така. сведоци сме одборот за акредитација, кај што се менуваат едните и Да, другите, се едните, менуваат. како кучи и маче, Видите. они си се караат, Така. И меѓутоа сега- потоа си се менуваат. Сега ќе стане Маријан Ѓуровски, ќе каже нас И ќе се ние тргне сега ни е Курто потребно јаше да имаме Мурто. тоа, Ова е или системот што исто треба да го Камбовски ќе ни промениме. кажува, или Азерски ќе ни кажува, Да. и сето тоа за Азерски подобро да се знае кој е што е, еве, слободно нека го отвора таму На Охридски, да, на Охридски, па нека се види. поголема анализа. Така поголема анализа има и така натака, не сакам да зборувам. Благодарам И нека многу. отворат и за мене. Благодарам многу. Секогаш добре дојден гостин. Секогаш драго да ми си ми е. здрав и жив. Фала многу исто и Да ми е така. здрава и жива Македонија. Со ваквите лесно ќе расчистиме. Апсолутно. Благодарам и на вас што не следевте во овој интересен разговор кој беше цензуриран на порталот Нетпрес и во мене ми е драго што го имав овој интересен разговор со господинот Ѓорги Илиевски, кој секогаш добре дојден да ја говори вистината на нашиот канал, а на вас ви пожелувам се најдобро до следниот пат.